Вечер, почитувани гледачи, јас сум Драган Милосаѓевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш, последна во оваа работна недела за Заспи ако можеш и последна пред првиот круг од локалните избори кои што ќе се одржат во недела. Само во Македонија имате вакви чуда, сега ќе ви набројам 3, само во Македонија градежник во Струга едноставно сакајки не сакајки урнал дел од куќата музеј на Владо Малевски, познатиот писател и творецот на македонската химна. Само во Македонија може да дојде претседателката на Европската комисија да очекуваме да ни каже нешто ново и конкретно како креативно решение, како што рече претседателката Силјана Скадавкова, и да добиеме, сменете го, уставот. Само во Македонија можете да ви започне топлотната сезона, а половина Скопје и натаму да има ладни парна. И само во Македонија можете да повикате кандидат за градоначалник да се представи на емисија, тој да се согласи, а потоа едноставно да не одговара на вашите повици. Се разбира, помалку и се шегувам, ова го има можеби и во други места во светот, но факт е дека кај нас овие необични работи се нешто нормално во интерес на јавноста. Еве уште еднаш ќе кажам, кажав и вчера, заради ограничените можности на оваа емисија, планот беше да повикаме по еден кандидат за градоначалник од најголемите партии во општината Аеродром конкретно. Двајцата се согласија, значи и господинот Александар Тијановски и господинот Дејан Митевски. Дејан Митевски дојде минатата недела, меѓутоа Александар Тијановски, иако се согласи, потоа не одговараше на моите повици, не одговараше на моите пораки. Јас се надевав искрено дека вчера по мојот повик ќе се предомисли и ќе се јави, меѓутоа и тоа не се случи. Па едноставно се надевам дека во прашање на вистина некаква итност или некаква нужност поради која што не можел да дојде, се остана, тоа е помалку ќе се согласите и кукавичлук. Но вечер имаме многу за разговарање. Со мене е, јас би рекол, наједноставниот и најрелаксираниот универзитетски професор и анкетар во Македонија, господин Владимир Божиновски. Добро вечер. Добро вечер. Божиновски, започнеме, ќе одиме, се разбира, многу за изборите, меѓутоа не можам да одолеам. Претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен дојде во Скопје тајна балканска турнеја, се појави и кај нас. Секогаш кога ќе дојдат овие сериозни ликови од Брисел, очекуваме нешто повеќе. Зависи кој. Веќе и не толку. Веќе и не толку, меѓутоа сепак се создава во јавноста, можеби нешто ќе се случи, и мора да признам и претседателката Гордана Стенанска-Давкова во пресрет на ова гостување на фон дер Лајен рече дека очекуваме креативни решенија од фон дер Лајен кога е во прашање фамозното вето од Бугарија, рече дека и ние сме подготвени да понудиме некакви решенија, меѓутоа нема воопшто пресконференции, што е интересно. Значи таа се сретна со сите битни фактори во државата, но пресконференции нема. Има само една кратка порака на социјалните мрежи, а таа се сведува на направете го тој фамозен чекор, сменете го уставот, ние ве чекаме во Европската унија. Што е веќе флоскула, затоа што се повторува тоа. Колку 23 години, ако не се лажам, затоа што прво беше нели името, заврши името, па после никој не знаеше да ни каже зошто Франција ни стави вето токму на нас, па после дојде нели Бугарија и слично како и за името, сите се правеа вџашени, како може тоа да го прави Бугарија. Значи, реакциите на ЕУ по ветото од Бугарија беа многу слични на оние реакции кои веќе ги имавме видено од страна на Грција по ветото од 2008 година, каде што сите нели непријатно изненадени како може така земја членка да реагира, за после све да се сведе, а па добро, они може да реагираат, ај сега вие направете го тоа што го бараат, и едноставно некако се повторува истата приказна. Ова гостување покажува дека или фон дер Лајен едноставно си доаѓа во некаква, затоа што не е само нели Македонија, доаѓа во некаква рутинска, да наречеме посета, кога да каже еве ние тука сме. Не ве оставаме сами. Нешто со вештачка интелигенција ни понудија, нешто чуда и врагови, добро. Ние тука сме, но едноставно не покажуваат никаков интерес сега, затоа што нашите позиции се сега јасни. Дајте ни
некаква, значи, не гаранција од комисијата, затоа што пак ја повторам и многу луѓе го мешаат тоа. Точно е дека не може Европската унија да даде гаранција дека некоја држава нема да не блокира. Но ни треба некаква не е тоа дури ни гаранција, туку некаков акт на добра волја каде што ќе се покаже дека еве на вистина и ние ги слушаме и вашите барања. Не е само да ве притискаме да прифатите све она што е колку и да е непринципиално што го бараше прво Грција, па сега Бугарија, туку еве ние на некој начин преку тој акт на добра волја покажуваме дека на вистина сакаме Македонија да ги започне преговорите. Видејќи со ова земи или остави, всушност се поставя прашањето дали ЕУ е спремна да ги започне преговорите со Македонија или да ги заврши преговорите со оние кои што веќе ги започнал. Црна Гора преговарат, не знам, 13 години, Србија преговарат 12 години, па не гледаме дека се стигнати до нешто. Најдобар гест на добра волја од ЕУ би било да ни даде, не нас, туку генерално на сите останати држави од Балканот кои што не се дел од Европската унија, да ни даде датум како што тоа го направи за централно-источно европските држави, кога им даде датум во смисла на година, кога ќе бидат примени, значи ќе ги завршат реформите, кога ќе бидат примени, мислам дека 99-та година беше. 10 членки ги примија од 99-та мислам дека го поставија тој датум. Па не може еве сега затоа што нели се пуштаат, тоа се пуштаат самата ЕУ, некакви неофицијални пробни, како да ги крстиме, балони или изјави дека еве до 2030 земјите од Западен Балкан треба да влезат. Но неофицијално е, тоа нема да значи ништо. Значи, нека ни дадат датум, после нема никаков проблем, затоа што ќе знаеме. А вака, знаете како? За танго се потребни двајца. Повторно се бара нешто од нас, повторно нема никакви гаранции, повторно нема никаков гест на добра волја, она што го велам, и повторно доколку за 2 месеци Бугарија ни стави ново вето, повторно ќе доаѓаат нели емисари да ни кажуваат дека мораме еви ова да го прифатиме и знаете тука веќе и тоа вие зборувате од Европската унија, а камоли од Бугарија? Затоа што Бугарија е таа која што бидејќи да речеме дека нашето раководство е беневолентно да најдеме креативно решение. Бугарија ни малку не покажува желба да отстапи, ни малку, никаков ни милиметар. Ако нешто можам да заклучам од изминативе 30 на години во однос на Македонија и евроатлантските интеграции, севкупните односи на Македонија со Европа и со САД, значи, тоа е дека доколку се направи некаков договор и во тој договор инволвирана САД, генерално може да се случи нешто. Може да имаме доверба дека најверојатно тоа ќе се случи. Доколку се бара нешто, се прави договор кај што не е инволвирана САД, на Македонија премногу често и се случуваат работи кои што каде што имаме ветување, каде што имаме некакви договори кои што потоа платнатно се прекршуваат од другата страна како и да не постоеле. Не имавме договор за добрососедство со Бугарија. Бугарија го прекрши тој договор. А не обвинува нас дека не го придржува, не се придржува. Он го прекрши тој договор. А самиот Макрон преку видео порака, не беше тоа многу одавна, нели памтиме сите, кога требаше се мене името, каже еве, уште овој последен чекор и ве чекаме исто во Европската унија. Значи сличен речник, нели, ве очекуваме и така на. Се промени името, Макрон беше тој кој што и стави вето на Македонија без никаква причина. Сега, требало да се смени методологијата, бе. Све е тоа во ред, само зашто некако све така случајно се погодува тоа да биде на грбот на Македонија? Зашто не можеше тоа да го направи со вето на некои од другите членки кои што немаат толку тежок пат и немаат толку тежок пат? Затоа што Бугарија немаше да може веднаш да стави вето. Така е. Немаше да може веднаш да стави. А вака искористи тој да кажеме меѓупростор кога имавме француско вето и после он продолжи. Така да искрено доколку има гест за добра волја, доколку видиме ние дека на вистина ЕУ има некаква желба да ги започнеме преговорите и да бидеме некогаш дел од таа унија, тогаш менувањето на уставот и вклучување на бугарите заедно со нели хрвати, евреи, црногорци така, нема да биде никаков проблем. А тоа ќе биде тоа нема да биде не само што нема да биде никаков проблем, тука еве сите ќе го поддржиме. Јас дека нема човек што ќе каже проблем ни е тоа. Апсолутно.
Но само да се бара нешто без при тоа да имаме какви да е поддршка или охрабрување дека нема да се сочиме повторно со вето од Бугарија, мислам дека на крај ќе завршиме со промена на уставот и повторно некоја блокада која што многу брзо ќе не се случи. Затоа ни треба Од истиот или од некој друг канал. Така е, да. Ни треба малку посеопфатно решение. Не е толку едноставно. Значи ја гледам и некои се и кај нас. Сега не е толку до душе, но додека беа претходната гарнитура на власт, постојано имаше некој кој што сакаше да ги убеди граѓаните, абе уште ова не е проблем, све ќе биде решено. Знаете како, кога се повторува премногу пат истата реторика, а добиваме ист негативен резултат за Македонија, тогаш навистина не може да очекувате дека граѓаните би имале доверба. Така е. А правилото само по себе кажува, Ајнштајн, мислам тоа го речел, ако правите иста работа, не знам колку пати, и очекувате поинаков резултат од неа, вие сте будала. Тоа е тоа, едноставно. Затоа велам, значи... И затоа е чудно ако очекуваат од нас да бидеме будали цело време. Инаку, да се разбереме, многу е лошо да се поистоветуваат евроентузијасти, односно да се делат евроентузијасти и евроскептици врз база на тоа дали дека едните се подготвени све да направат, а другите не се подготвени туку така да прифатат све. Тоа не е ентузијазм, тоа е глупост, така е. Тоа е сосема погрешно. А барем во Македонија се уште повеќето граѓани се за започнување преговори и за влез во Европската унија, но не по цена. Еве веќе 20 и кусур години сме ние сме мислам единствената држава што е толку долго блокирана и толку блатнатно поради билатерален спор со друга земја членка. И Словенија и Хрватска има спори, тоа има условно кажано вистински спор, значи територијален спор, па на крај Хрватска влезе и после се решаваше преку трета страна, значи си имаше и никому ништо. Сосема солидно соработуваат. И си се реши кога, значи видете, кога едната држава која е членка не го користи тоа за да оценува другата држава, може да се најде решение кое што ќе биде прифатливо и за едните и за другите. А кога едната држава членка, која е членка, го користи тоа за да оценува другата држава која не е членка, и тогаш ЕУ бара од вас да го прифатите тоа што го бара член. Мислам, така е. Пелегрини, господинот од Словачка вчера беше во Македонија и кажа една многу важна работа. Тој вели ние сме против да не постои веќе консензус, така наречено квалификовано мнозинство да се воведе, од принципиелни причини, затоа што секоја земја сака да го заштити својот национален интерес во даден момент. Малите, така е. Па Германија не се плаши. Или Франција. Меѓутоа, но има едно но. Господинот Пелегрини вели вака. Да, кога се во прашање копенхашките критериуми, кога се во прашање вистинските критериуми за влез. А вие, значи тоа кажува човек од земја членка на Европската унија. А вие кога користите тоа за да ги решавате вашите националистички пориви кон вашиот сосед, тогаш тоа вето е апсолутно нелегитимно. Знаете како, дури се направи обид кога беше оваа дискусија во така ќе продолжи се разбери понатаму, затоа што видете, мислам дека е невозможно 27 држави да носат постојано одлуки со консензус, со едногласност. Тоа е креирано за 6 држави и тогаш има проблема, а не 27. Но, она што се обиде да се направи некаков спин, а тоа е дека тие држави кои што сакаат да остане тој консензус, сушност биле против влез на Македонија, не знам, Унгарија, Словачка. Чекайте, значи, како може да се поистоветува обидот на одредени држави да се заштитат или да испреговараат некој подобар дил, со тоа дека они сакале Македонија. Мислам, јасно е кој сака всушност да ја и која блокира Македонија. Не е тоа ниту Унгарија, ниту Словачка, ниту Полска. Тоа беше Грција и тоа е Бугарија. Така да. Инаку, кога сме кај ова прифаќање на критериуми, стандарди и така натаму, јас сум во принцип за. И денеска се случи нешто интересно. Венецијанската комисија било испратено мислење, се разбира, да дадат барање околу изборот на јавен обвинител во Македонија. Го дале каков што е, според мене позитивен, значи се бара
се прифаќа идејата дека јавниот обвинител во Македонија треба со квалификувано мнозинство во собранието да се избере и да се разрешува, што го отвара патот за решавање на некои наши внатрешни проблеми. Мене чисто, можеби од некаков си како да наречам, така да го наречам тоа, патриотски занос или не знам што, просто ми пречи дека ние буквално за се мораме да прашаме, за се мораме да се извиниме овде или онде. Не велам дека Венецијанската комисија е нешто погрешно, верете, тоа е препорака. Меѓутоа, како принцип, ме нервира Македонија, тешко може да се осмели било што да направи самостојно. Така едноставно тоа е, види, тоа не е само кај нас, него сите помали држави, особено држави кои што имаат и внатрешни спорови одредени. Многу е полесно доколку има некоја трета страна као арбитар која што на некој начин ќе помогне да се реши спорот и да го прифата тоа. Така да тоа не мора да биде негативно, но се разбира ние треба повеќе да се ослонуваме на наши некои решенија кои што би унапредиле самиот демократски процес. Видете зошто на пример ние можеме да бираме обвинител и на избори. Кога ќе има, например, парламентарни избори, така може да си има, нема никаков, така ќе добие директен легитимитет од граѓаните. Затоа што и поинаква одговорност. Во моментов единствен директен легитимитет од граѓаните го имаат собранието и председателот, затоа што се избрани на избори. Така да собранието граѓаните го пренесуваат својот легитимитет, затоа е посредна демократија. Својот легитимитет на собранието, односно на пратениците, за они да решаваат во нивно име. Затоа и собранието треба да биде тоа кое што ќе може да избере, разрешува јавни обвинители и така, и да има одредено влијание во смисла као не влијание, туку контрола на судската власт. Дека ние сме сега соочени со она што се во обид да стане судската власт независна, ние сме соочени со ситуација, такви законски решенија има, ние сме соочени со ситуација каде што буквално судската власт прави што сака и не подложи на никаква одговорност за тие своји одлуки. Тоа не го говорам само за оваа власт, за претходната власт, него генерално така со децении. Така да, ако има check and balances, ако се стремиме тие три власти, законодавна, извршна и судска, да се постигне еден еквилибриум со check and balances, кај што сите ќе се нагледуваат една со друга, тогаш се разбира дека законодавната, која што е најзначајна од сите тие три власти, треба да има право и одредени законски механизми да нагледува работата и на извршната, но и на судската власт. И на судската власт, и без при тоа никој да им каже, аха, еве, вие се плеткате намерно, како што веќе има обиди така да се прикаже. И се разбира да биде транспарентен изборот на суди, и обвинители суди, апсолутно. Останува она што го велам, што го говорам ја многу време, не само ја, многу луѓе говориме тоа време, нели едно време беше популарен ветингот. Не е толку проблем за контрола на имот, колку што е проблем да се исконтролираат одредени одлуки кои што ги носат судиите. Јас сум сигурен дека 95% од судиите нема да имаат никаков проблем, доколку им се исконтролираат некои позначени предмети, 5% или 10% предмети, за да се со една независна комисија, за да се видиме како тој судија на некој начин одлучува. Проблемот е во 15, 20, 25 судии. Не е проблемот. Но тие го прават проблемот за целиот систем. Самиот судски систем би бил среќен кога ќе има некаков механизам според кој би можеле да се контролираат оние судии кои што го доведоа судството до оној фамозен рейтинг од 2 или од 3%. Сте правили некогаш анкета таква? Па имавме ние кога го правевме, кога идеше проектот, детектор со сител, имавме редовно ние истражувања и емисии околу судството и судскиот систем. И тоа се тие фамозни 2%, ако се и 2%. 3%, 4%, да. А најголем дел од судиите навистина си ја вршат својата работа како што треба. Затоа велам, треба да се внимава прво при самиот избор на судијата, потоа при изборот на судијата во повисока инстанца, од основен, апелација, врховен суд и така натаму, и да се прават одредени проверки на предметите доколку има индиции дека некој судија не суди како што треба.
Да, и потоа или доколку некој обвинител исто така не си ја врши својата. Јас мислам дека како што обвинителите е треба. уште покомплицирано, особено сега излегуваат толку многу материјали кои што покажуваат дека обвинителите им е Затоа ви велам, може да има независна комисија од македонски експерти, ако сакате, еве и плюс некои странски експерти, не е тоа проблем, заедничка, кај што ќе се исконтролираат одредени предмети, ќе се провери дали навистина тоа што се суди е во согласно со законот или не. Така. Многу едноставно. Да преминеме на ова што е ултра актуелно, сакале некеле, локалните избори во недела се изборите. Боженовски, вие сте познат по анкетите кои што ги правите, познат сте повеќе по тоа што се прецизни вашите анкети. Често пати злорадо некој ќе рече тој ги прави анкетите на ваков или онаков начин, меѓутоа на крајот на денот, кога ќе заврши целиот процес и кога ќе ги видиме резултатите обично, најчесто, вашите анкети се тие што се разликуваат од точниот случај за 1%, 2% и она што е во прифатлива маргина. Видете, генерално анкетите не се пописи, не можат точно до децимала особено во држава која што е имиграциона, не е само Македонија, но повеќето држави од југоисточна Европа, источна Европа, каде што имате избирачки списоци кои што се поголеми од вкупниот број на жители, така, што е лудо, да, апсолутно, да. Не, ама види, и за тоа треба одредено решение, но тоа може за друг пат да говориме. Значи целта е да се покаже одредена тенденција, целта е да се покаже перцепцијата на граѓаните. Целта е да се покажат проблемите кои што ги мачат граѓаните и на кој начин самите политичари треба да работат или во која насока за да ги адресираат тие проблеми. И еве досега од сите, нели, колку 10-20 изборни циклуси од 2002-2003 наватко од кога работиме, мислам дека може да ги проверите истражувањата, генерално биле сосема во ред. Со тоа да сега се локални избори, овие се најтешки избори, затоа што се имат и општини кои што се многу помалку од вкупниот број на гласови, например, за изборна единица за парламентарни или на ниво на држава за претседателски. Што предпоставува дека подинамичен е процесот на промена. Значи, ако 1% е, да речеме, 13.000 на ниво на држава, сега 1% и во поголемите општини може да биде 300 гласа, 400 гласа, ме разбирате. Но генерално на овие избори тенденциите се мислам јасни, ние објавивме една цела серија на истражувања, ги опативме скоро сите поголеми општини. Тенденциите се доста јасни и во недела очекувам генерално изборите, односно резултатите на изборите да бидат во согласност со тие тенденции. Ќе видиме, се разбира во недела. За неколку дена. Сега обично имаме повеќе анкети што ги прават неколку куќи, меѓутоа мислам дека во случајов ова е раритет веројатно, само вие направивте анкети. Немаше за овие избори други, да. Тоа е баш чудно. И работевме заедно со националниот сервис, со онаа идеја од минатата година дека навистина треба како во сите развиени демократи, западни, источни Европа, САД и така натаму, да постои еден процес на следење на ставовите и перцепциите на граѓаните пред изборите и информирање на истите граѓани во однос на рейтингот на партиите, проблемите со кои што се соочуваат, зашто гласат, зашто не гласат и така натаму. И се надевам дека ќе продолжиме и понатаму, затоа што претходно секој објавување беше на некој начин стихино, нели? Доколку имате можност, ќе направите истражување, ќе го објавите. Така, сега е обично се објавуваше од сопствени средства и така натаму, што не е многу ефтина работа, баш можеш една или две истражувања, ама константно кошташ, да. 10-15 и така натаму. Се надам дека тоа ќе стане пракса, мислам дека граѓаните го прифатија тоа добро. Еве овие избори гледаме дека нема ни некои негативни реакции од политичките партии, минатите имаше, излезе дека ние сме во право, тие не се во право. И молим, така
Така, се надам дека ќе биде окей. околу фаворитите на овие избори, мислам дека е помалку и одвично да се зборува, бидејќи прилично јасно кој е фаворит, барем кога е во прашање македонскиот блок, условно кажано. Меѓутоа, што е со излезноста? Очекувате дека излезноста ќе биде во прифатливи некои граници? Видете, последното истражување што го објавивме пред неколку дена, во понеделникот, покажа дека сигурни се дека ќе гласаат околу 39-40%. И дека имаме дополнителни 12% што најверојатно ќе гласаат. Од претходни искуства се покажува дека барем половината од тие со сигурност гласаат. Што значи дека 45. околу 45-6% мислам дека е минимална излезност која што може да очекуваме. Сега, видете, не знам, некои прогнози што ги коментиравме покажува дека може во недела ќе има дожд. Ќе врне дожд. Сега тоа може да значи 1% помалку. Така е, некои луѓе не излегуваат заради дожд. Но, па сега. Има и такви, да. Генерално очекуваме дека ќе биде од 46% нагоре. Не сум сигурен дека ќе успееме да поминеме преку 50%, искрено. Сега би било неблагодарно да кажам точен процент, па после некој да каже еве кажа процент, па не, па излезе 1% повеќе идва. Но статистички ако гледаме, реално е да се очекува дека меѓу 46 до 48-9% е нешто што може да го очекуваме како излезност според избирачкиот список. Инаку излезноста ќе биде многу поголема. Ако земеме на проценетиот број на луѓе кои што гласат, кои што реално живеат и се тука, но според избирачкиот список, така, меѓу 46, 48, 9, ја би бил на вистина изненаден доколку доја до 50, искрено. Но во принцип ова сепак покажува дека и натаму сме загреани за избори. На запад тоа знае да биде многу помал процент и никој не се возбудува околу тоа. Генерално ако земеме, кај нас нема избори каде што реалната излезност е под 65%. За реалната зборуваме, да. 65%, нема избори. Таа се движи меѓу 65, дури до 80 може и повеќе. Реалната излезност. Луѓето едноставно сметаат и тоа е добро за демократија. Апсолутно. Ја затоа велам, дури некој да е огорчен на сите политички партии, организации, све што постои, излезе ако треба чкртне го левчето. Ако треба излезе. И со тоа покажуваш став. А локалните избори, мислам, и тука е интересно, јас сметам дека локалните избори би требало да има поголема излезност од парламентар. Иако е обратно најчесто. Секојаш е обратно. Затоа што локалните избори всушност ти директно одлучуваш кој ќе треба да ти го ичисти ѓубрето, кој ќе треба да ти ја среди, да го среди зеленилото, најличниот однос го имате со да асфалтира кај што треба, водоводна мрежа и така натаму, да не набројувам. Така да би требало и поголема да биде излезноста, но кај нас се уште луѓето некако таа централна политика ја сметаат као клучна, подоминатна, но сепак нема толку дискрепанца во однос на изборните циклуси и затоа велам може да се случи да биде излезноста нешто помало од парламентарните избори, но не многу помало од парламентарните. Така. Според последните истражувања околу 46 до 48-9% и мислам нешто што може реално да го очекуваме. Веројатно сте се збореле на темава и по-конкретно веќе, меѓутоа сепак ќе мора да прашам бидејќи буквално сме во фотофиниш, што се вели уште 4 дена има до изборите. Дали Скопје ќе биде решавачко за целата приказна? Овде ќе имаме еден фаворит. Во која смисла решавачко? За целокупниот политички однос во државата. Многумина велат, луѓе со кои што разговарам јас, дека Скопје, изборот на градоначелник во Скопје во многу нешта ќе ја одреди иднината на СДСМ. Партија која што е објективно во криза, тоа е објективно, тоа не е мое мислење, тоа е факт. И постои кај дел од граѓаните уверување дека ако успеат во СДСМ да извадат добар резултат во Скопје, тоа ќе им даде некаков мотив плюс, дека сепак излегуваат од она апсолутна Што е добар резултат? Па веројатно да победат сега, што е добар резултат. Не, мислам дека и во СДС им е јасно дека не може да победат. Втор круг ли е добар резултат? Па мислам дека видете има 16 кандидати. Според она истражување што го правевме, ние прво почнавме со Скопје, мислам
пред месец и пол, дека е веќе, ако не се лажам. Значи во околу го објавивме негде на 15 чинам, а беше спроведено една недела и така претходно, значи месец и нешто. Ја очекувам дека ќе има одредени промени во тие проценти, затоа што после почна и кампања и све, но она што го видовме е дека има многу кандидати кои што може да освојат респектабилна бројка на гласови. Имаме кандидат на левица кој што очекувам дека ќе има респектабилна бројка на гласови. Имаме независен кандидат. Имаме независен кандидат. Имаме други независни кандидати. Многу значајно ќе биде за Вреди и за Дуи да нели и да излезат и да покажат така. Особено ова станува збор за Чаир, може да збориме посебно. Подосна за Чаир, значи верувам дека ќе излезат доста и нивните кандидати очекувам дека ќе имаат една многу, да речеме, солидна бројка. Така да тоа отвара можност за втор круг. Според тие бројки и поддршка која што имаат различни политички опции во Скопје, мислам дека СДСМ сега повеќе се бори да влезе нивниот кандидат, односно кандидатка во вториот круг, со што повторно ќе покаже дека се сепак се уште втора партија, отколку дека они може да се надеваат искрено на чудо невидено. На победа. Во Скопје Скопје не го сметам за интересни, нели, говориме за изборите во градот Скопје, не ги сметам за интересни затоа што има доминација на еден кандидат. И сега прашањето всушност за град Скопје дали ќе успее Орце Георгиевски да победи во првиот или ќе има и втор круг. Тоа е всушност она главно прашање кое што се поставува за градот Скопје. Со оние разлики во поддршката која што постои помеѓу него и останатите кандидати, тоа е вистинското прашање кое што ќе биде одговорено во недела. Сега каде би било интересно? Според очекувањата, најинтересно ќе биде затоа што постои се уште сериозна разлика помеѓу поддршката на ВМРО, ДПМН и СДСМ. Они лани победија на избори со многу сериозна предност. СДСМ се претпоставува процес на реформи и така натаму, се уште е рано. Така да таа разлика е се уште голема. Дали за следните избори ќе остане, следните избори се 2028 таква или ќе успее СДСМ да се реформира или ќе излезе некоја трета партија, тоа ќе видиме за тие избори. Но сега за овие избори би било интересно евентуално Карпош и Центар. Во Центар СДСМ има градоначелник. И тука ја гледам всушност и најголемата активност на СДСМ на ниво на град Скопје. А интересно, ВМРО не излезе со свој автентичен кандидат, туку го поддржа коалициониот партнер. Тука ќе биде интересна битката за очекување дека тие двајца кандидати ќе влезат во вториот круг. И во Карпуш исто така, каде што покрај СДСМ имаме кандидати кои што ќе освојат и плюс во Центар имаме и независни кандидати кои што ќе имаат добар резултат. Во Карпош исто ќе има независен кандидат, односно кој што ќе има добар резултат. Имаме кандидатот на Левица и го имаме кандидатот на СДСМ кандидатката, на ВМРО ДПМН и се разбира актуелниот градоначелник кој што ќе се бори за пети мандат. Јас ако не се лажам, му е пети мандат. Добро, кога го спомнавте веќе Карпош, таму ми е навистина интересна ситуацијата. Океј, законот вели дека може и господинот Стефче Кимовски се кандидира. Луѓето во Карпош е специфични очигледно, меѓутоа фактот е дека човекот има и пресуда против него, и е на црна листа кај американците, и натаму добро котира. Знаете како? Нема нешто што законски би го спречило. Нема такво нешто. Да се кандидира. И се кандидира. Това се е све во ред. Препознатлив е помеѓу граѓаните, 4 мандати, така да се разбира дека некој кој што е бил градоначелник во 4 мандати
секогаш ќе има шанси без разлика дали е кандидирано некоја поголема, помала партија, самиот излегува и така натаму и така натаму. Но има интересен момент тука, можеби во начинот на представување. Искрено господјата Мојсова, така се вика од СДСМ, мене ми е помалку пасивна. Господинот Цотри Лукровски се појавува и се однесува на еден специфично благ начин, што не ми е баш навика во Македонија. И го имате Стефче кој што, да не се лажеме, оди на начинот на кој што тој работи. Агресивно, со повици, со пораки, со директни упатувања на име и презиме и така натаму. Па таму се најактуелни кампањите на ВМРО, ДПМН и на Стефче Акимовски сушност во Карпуш. Некако кампањата на СДСМ е релативно бледа. Го говориме за Карпуш, за разлика од Цетар, каде што кампањата на СДСМ заедно со кампањата нели на знам поддржан од ВМРО ДПМН се доминантни во таа општина. Тука има сериозна разлика. Дури во Центар кампањата е на СДСМ е и на градоначалникот Горан Јасиновски е многу подоминантна колку кампањата на СДСМ за град Скопје, што е чудно. За град Скопје. Да, но тука има еден момент. Господин Герасимовски има прилика сега буквално да се видам со него на еден брифинг. Неспорно дека е тој со СДСМ и така натаму, меѓутоа целата негова кампања како да е излезена од рамките на СДСМ. Сосема нормално, знаете И како. целиот негов наратив воопшто не е оној стандардниот СДСМовски. А кога имате личен рейтинг кој што е повисок од партијата, кога имате партија која што има негативна перцепција од граѓаните, вие се разбира сакате да се одвоите. Доколку беше обратно, значи доколку партијата е во налет, доколку има позитивни перцепции, доколку има очекувања, тогаш се разбира дека Вие и се лепите кандидатот ќе плюс, се така е. залепи за. Но во овој случај нормално е дека ќе се одвојат. Но нели тоа прави опасност за него, сега ова се разбира размислување само во смисол на тоа дека без разлика на резултатот утре заутре ќе дојдат од партијата и ќе речат премногу се одвојуваш, премногу автономија покажуваш. Нашите партии не љубат голема автономија на кандидат. Тоа не знам, тоа зависи од партијата, но доколку ја согледаат ситуацијата во СДСМ, мислам дека ќе ја поддржат на овој начин на кој што ја води кампањата наискрено, затоа што тоа е единствениот вистински начин како може да се победи. Нема друг избор практично. Да. И тие се двете општини од тој условно кажано ВМРО СДСМ. Другите блок. сметате дека се повеќе или помалку јасни? Да, другите се горе-доле јасни, се очекува според истражувањата сите поголеми општини останати да победи ВМРО ДПМН. Интересно ќе биде во Струмица не за друго, туку затоа што Струмица од 2005 година, ако не се лажам, или од 2000 година е Бастион на СДСМ, бастион нели на СДСМ, таму беше и Заев, минатиот председател градоначалник и така натаму. Затоа очекувам дека ќе биде интересно, иако со тоа што се смени оној кандидат, односно актуелниот Костадин Костадинов, градоначалник, да. они навистина многу си ги намалија шансите. Доколку останеше он као кандидат, мислам дека ќе има навистина многу солидни шанси да победат и во Струмица. Вака Како да си пукаа во нога, чудно, да. многу. Ова ме потсеќа нешто слично на она што се случуваше во Куманово на претходните избори со Максим Димитриевски. Да. Вистинската битка всушност за овие избори ќе иде помеѓу Дуи и Влен. Така. И ударно се разбира во Чаир Чаир и Тетово. и Тетово. Во Чаир се судираат најголемите тешкаши што ги имаат практично, Изет Меджити и Бојар Османи. Говорев и на неколку други емисии овака политички размислувања кај што си споделуваме околу тоа и малку не ми се јасни Дуи затоа што и они се фиксираа некако на Чаир, иако имаат големи шанси да освојат повеќе општини. Имаат поголема поддршка се уште. Зашто се фокусираа на Чаир, не знам, но ете тоа е... Може би символиката е затоа што Изет Меджити е персонификација на Чаир во албанскиот блок. Не е важно каква е символиката, едноставно ако си партија која што има поголеми шанси да освои повеќе општини, да има повеќе советници, повеќе гласови, не се фокусираш на една општина. А сега дојде ситуација Чаир да биде всушност да го реши победникот, исто како што вообичаено нели борбата за град Скопје помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН е значен фактор при перцепција на победникот на одредени локални избори, заедно нели со поголемите општини со кои Битола, како освоил, да, па и вкупен број и така, но сега Чаир е тоа за Дуи за Влен. Мислам дека Дуи тука погреши во нивната стратегија и требаше малку да ја прошири. Но тоа е што е.
Што велат анкетите тамо? Тамо е навистина тесно, или? Па да, ние објавивме анкета, Изет Меджити има околу 2% мислам предност, но во чај е интересно што македонските гласачи, етничките македонци, пред се оние поддржувачи на ВМРО-ДПМН не се уште определени. А она што се очекува ВМРО-ДПМН да повика на поддршка повторно на кандидатите Од коалицијата. од Тоа било природно. од коалицијата Вреди, така да тука можеби и има би рекол, знаете, 2% се во рамки на маргинална грешка. Сепак во Чаир би му дал малку поголема шанса на Изет Меджити, ако ме пратите, токму поради ова и плюс он води на доста интересна, отворена кампања, сеопфатна кампања, која што на некој начин ги таргетира сите граѓани во Чаир. Не е Да, исклучила, да. да, затоа велам сеопфатна. Значи, сеопфатна, таргетот се сите граѓани кои што живеат во таа општина, за разлика, например, од некои други кандидати на Вреди, кои што не го прават тоа и кои што може Еве, да ќе го се спомнеме соочат Било со проблем. Касами во Тетово. Па Тој, на тоа и мислев сигурно сега. мислите на него. На тоа и мислев. Човекот, јас не знам, можеби е фаворит во Тетово и тој е дел од коалицијата Вреди, која што е дел од младечката коалиција, меѓутоа кај него има, и тоа сум го зборал со повеќе гости, не е некоја тајна. Знае да биде примерен, меѓутоа најчесто во овие и во овие предизборни моменти е на граница на некултура. Знаете која е грешката на Касамиович, очигледно не ја сваќа. Прво, во Тетово повеќе и од Чаир, затоа што има таму многу гласови етнички македонци, На македонци, да. кои што се најголем дел за ВМРО-ДПМН. Да. И што ќе сакате од нив порака да им пракате? Значи, он зависи од тие гласови. Ако сака да победи и ако сака да има некаква сигурност дека во недела ќе заврши битката во Тетово, изборната битка, нели? Се надеваме нема да има други работи. Он мора да свати дека зависи од тие гласови. Сега, како ќе ги привлечете тие гласови кога не само што не се обраќате кон нив, туку буквално одите спротивно од она што го очекуваат тие гласачи. Така е, буквално ги туркат. Да. Им кажувате Тетово е албански град и не знам таму. Уште еден проблем. Он се обидува да се надпреварува кој е поголем албанец со Али Ахмети. То не иде, апсолутно. Не можеш да се Така е. Значи, тоа е теренот на Дуј. Така е. Не иди на теренот на Дуј. Ти сакаш да се бориш против. Тоа е нивен терен. Ти треба да се бориш со нешто друго, со нешто што значи развој, со нешто што значи напредок, со нешто што значи дека Тетово ќе залечи малку повеќе на град, а помалку на едно поголемо село со раскопани улици и со хаос. Пример, ако правам спореда меѓу Тетово и Гостивар, Гостивар е за Тетово Сериозно развиен, така е, да. многу посериозен град и кога ќе влезеш, тоа е град. Така е. А ова не знаеш кога ќе влезеш што е, искрено. Он треба да се развива во таа насока, затоа што не може вие да очекувате дека луѓе ќе ве гласат постојано на некакви, не знам, етно-национални теми, а цело лето пола град нема вода. Да. Тука го имавме моментот господинов и со Али Ахмети во едно село зборуваше дека ова биле избори на кои што едните вели зборуваат за канализација и улици, тоа го отфрла како нели како нешто без везе, а тој разговара за 8 милиони албанци. Локални избори. На локални избори се разговара токму за тоа. Ќе ви направам канализација. И они направија грешка, и сега, ако Дуј ја прави грешката, Зашто ја повторувате? Зашто идеш Така е. на нивен терен? Тоа е поентата. Така, добро, има уште еден моментов И дека затоа така, велам многу е различна значи двете општини зависат најверојатно од гласовите. Најверојатно. Сега пазете, имаше некоја 2% предност, но најверојатно од гласовите на ВМРО-ДПМН. Мислам дека во Чаир Изет Меджити многу лесно ќе ги добие тие гласови. Има феноменална кампања, како што требаше да има и Било Касами. Дали Било Касами во следниве неколку денови ќе смени нешто или нема да смени, не знам, но ова е секако грешен пат и не само заради избориве. Вие не можете во Македонија, значи во суверена држава, да се обидувате да го игнорирате мнозинскиот народ. Генерално, не само на избори. Не можете да се правите вие види, толку невешт. Види, Драган,
и на албанците им е веќе преку глава. Па национализам нит се јаде, нит се пие. Не само тоа, него не може вие да верглате 30 години една иста работа, а луѓето да живеат помизерно отколку што живеат другите. Сега вие да велите дека правите све за етничките албанци, а во општини каде што живеат етнички албанци се живее многу полошо во однос, значи говориме полошо однос на инфраструктура, во однос на уредост, отколку да речеме општини некои каде што нема етнички албанци за градоначалници. Не е битно. Дали е Штип, дали е Велес, дали е Битола, дали е Кавадарци и така на. Скопје не го спомнувам, зашто во изминатите 4 години имаме специфична ситуација. Имаме многу специфична ситуација. Специфична ситуација, но сепак, така да мислам дека и самите албанци, етнички албанци спреќаат порака дека они сакаат подобар живот и дека ти треба да им понудиш нешто што ќе гарантира подобар живот. Се уште иселувањето на етничките албанци, не само оваа година, него изминативе 20 години, 30. Се уште е многу поголемо пропорционално говорам од иселувањето на другите етнички земји. И тоа зборува многу. Ти не се иселуваш затоа што ти е добро. Германците, колку што знам, не се селат од Германија. Така е. Не, и они се селат. И они се селат во Америка, но и они се селат не затоа што на нив им е добро, него затоа што мислат дека може да најдат нешто подобро. Така да, ако вие говорите за некаков етнонационализам, а во исто време ви се запустуваат општините кои што се обидувате да ги добиете, и ако сакате, и ако кампања за локални избори наместо да правите во Зајас и во Остолме, правите во Цирих и во Берн, сте утнеле работата. Апсолутно. И сега, полека доаѓаме до крајот на емисијата, ужасно брзо поминува времето. Ќе се случи, сакале некеле, во одреден број општини, втор круг на гласање. Тоа што сакале или не, тоа е... Тоа е така, да. Добро, секој се надева дека може да победи уште во прв круг и да заврши работа. Можно ли се, ме интересира според вас, професоре, можни ли се некакви промени во смисол на поголема промена во однос на гласањето во првиот круг? Во смисол, имате ситуација во која што, не знам... Забран изборите. Да. Имате ситуација во која што доколку една партија е доминантна и освои најголем дел од општините во првиот круг, тоа и помага потоа да добие дополнителен број на гласови и во вториот круг кај оние општини каде што не е завршено гласањето. Така беше барем до сега. Тоа се случи до 2021, 2017, 2013, 2009 беше изразено, но не толку како вие претходни што ги наведов. Например, 2005 немаше таков бран, затоа што беше релативно сличен капацитетот на политичките партии. Што сега не е случај. Доколку се создава бран, се разбира дека тој има сериозно влијание во однос на поддршката за вториот круг на локалните избори во оние општини каде што ќе има. Но што е со калкулациите во смисол, не знам, влегуваат напамет, сега зборам ова, ВМРО и СДСМ во една општина, па независните ќе се прелеат кај мене, овие од левица ќе се префрлат кај тебе, овие, знаеш, оние калкулации во смисол што е баби Мило, тој се ислива. Дури и неорганизираните партии во Македонија не ги носат гласовите во джеп. Па еве сега ќе ги извадам, еве ќе ти. Еве ти 10.000, некој и натаму верува во тоа, да. Не. Таква работа не постои. Они може да се јават на своите поддржувачи, да ги замолат евентуално доколку сакаат да излезат тие. Тоа може да има одредено влијание. Колкаво влијание зависи од партијата и од самата перцепција на луѓето кон таа партија. Но повеќето партии едноставно дури да повикаат да се гласа за некој, особено ако ги исклучиме ВМРО, ДПМН и СДСМ, самите нивни гласачи ќе се одлучат без разлика дали лидерот кажал ќе идеме ваму и таму. И затоа и тие избегнуваат да дадат таква поддршка, затоа што може да се случи лидерот да повика едно, а луѓето си гласаат за друг. Ако влезат ВМРО и СДСМ, да кажеме, хипотетички во некоја општина, дел од гласачите ќе си останат дома. У принцип има помала излезност во вториот круг. Другиот дел ќе се определат во зависност кој им е втори избор.
затоа што сите ние имаме, да кажеме, нели, прв избор, втор избор, трет избор. Луѓето се научени да ги градираат работите, без разлика за што станува збор, па ево случајов, значи, за политички партии. Знаеш, да отидеш некаде, не знам, во некоја сладкарница и да сакаш да земеш едно колаче, ако го нема, имаш секојаш второ, ако го нема, имаш некоја секојаш варијанта, трето. така е, да. Или ако отидеш во продавница па бараш некое млеко, специфично од некој производител, ако го нема, ќе земеш второ некое, ако нема, ќе земеш трето. Така и во политиката, си има одредена градација. Така да луѓето, доколку нивниот кандидат отпадне, првата опција е да си останат дома, втората опција е да се излезат да се чкртнат, да кажат дека ниту еден од нив не ми одговара, третата опција е да се определат за едниот или за другиот. Тоа ќе зависи, особено за кога стане збор за помалите партии или за независните групи избирачи кои што, нели, ќе излезат у првиот круг, кои што може би имаат кандидат. Тоа ќе зависи кој од двајцата кои остануваат е поприфатлив За одредена категорија луѓе. Па ево рекол за поединците. Знаете како, за секој поединец кој што гласал за некој друг во првиот круг, ќе се определи за друг. Што е максимално правилно според мене. Видете, затоа и постои демократијата. На крај крајава вие треба да излезете и да го изберете оној за кој што имате најмногу доверба дека ќе може да ги исполни вашите очекувања. Ако таков нема, ја пак велам, излезете, чкртнете го ливчето. Само не останувате дом. Така. Да, дојдеме до сосема до крајот на емисијата. Јас ве очекува, претпоставувам, сега е повторно напорна една етапа, после изборите веројатно ќе треба повторно да направите една анкета. Само малку е специфично затоа што ние не смееме да Законски е ограничено, не смееме да објавуваме, да спроведуваме истражувања на 6 дена пред изборите. Значи, да речеме, сега можевме да објавуваме до понеделник вечер и сега ќе може дури следниот понеделник, односно од кога ќе завршат изборите. Сега помеѓу двата круга повторно од понеделникот кога ќе заврши првата недела пак нема да сме да се објави. Така да евентуално ќе пробаме, говоревме, нели, со одговорните луѓе во националниот сервис, една или две истражувања кои што би се спровеле веднаш по завршување на првиот круг, а би биле подготвени за да се објават кога што е крајниот рок за објавување за вториот круг. Така да имаме тука некоја луфта од некои си, да кажеме 5 дена, веќе не може веднаш понеделникот да се справат, се уште има импресии и така натаму, но имаме некоја луфта од 4-5 дена. Јас се надам дека ќе успееме две истражувања, ако не едно ќе има сигурно. Владимир Божиновски, професор и анкетар, ви благодарам за гостувањето. Благодарам поканата. Да, овдека ја завршуваме на вечерашта заспи, ако можеш, почитувани пријатели. Утре во 15 часот се разбира репризното издание на оваа емисија. Јас ви закажувам следба со мене во недела на денот на изборите, заедно со колешката Искра Коровешовска. Ќе бидеме дел од отвореното студио на Алфа телевизија, имаме и други водители. Меѓутоа, јас Искра Коровешовска ќе го водиме делот од 8 до 9 часот, а потоа нормално се враќаме на заспи ако можеш од понеделник во 22:30. Пријатно.